Умствена гимнастика со Христина Рунчева-Тасев. Отворање на прашања од областа на применетата филозофија, анализа на тематски подрачја кои го следат духот на новото време и слободната критичка мисла. Човековата личност е во фокусот на вниманието и нејзиното соочување со современите предизвици на денешницата. Добар ден, вие сте на бреновите на Радио Слободна Македонија, Радио во боја. Слушате умствена гимнастика. Моето име е Христина Рунчева-Тасев, вашиот водител низ ова издание на умствена гимнастика, доцент на правниот факултет Јустинијан Први, и знаете дека токму во овој термин во наредните 60 на минути зборуваме на теми кои што го привлекуваат нашето внимание, а се надевам ќе го задржат и вашето внимание да останете пред вашите радиоприемници. Денес ќе зборуваме за еден многу интересен концепт, единствено од овој вид кој што функционира кај нас, за Центарот за дизајн и иновации Јавна соба. Самиот концепт е уникатен, посебен и делува кон развој на креативноста и иновациите, нешто што ќе не натера да размислиме во оваа умствена гимнастика како можеме да го подобриме квалитетот на нашето живење преку креативност и иновации. Меѓутоа, мојот денешен гостин ќе ви го представам после првата куса пауза. Умствена гимнастика. Вие слушате умствена гимнастика на бреновите на Радио Слободна Македонија. Споменав дека во денешното издание ќе зборуваме за една мощна интересна тема која што е поврзана со креативноста и иновациите, и не случајно мојот денешен соговорник е директор на Центарот за дизајн и иновации Јавна соба, единствен концепт од ваков вид кој што функционира кај нас, и би сакала да разоткриеме нешто повеќе околу почетоците на Јавна соба, меѓутоа и нејзиниот развој кој што навистина може да се пофали во моментот со серија активности кои што се случуваат во Јавна соба. Заедно со нас на бреновите на Радио Слободна Македонија во денешното издание на умствена гимнастика е Александар Велиновски, директор на Центарот за дизајн и иновации Јавна соба. Добар ден, добре ни дојдовте во ова издание на умствена гимнастика. Добар ден, добро најдов. Особено ми е драго што може да проговориме за еден ваков концепт кој што е единствен од овој вид на нашите простори. Имајќи предвид дека прв пат за Јавна соба слушнав некаде во 2007-2008 година, за мене беше тоа единствено искуство за едно здружение на граѓани кои што отпочнува една интересна мисија во главниот град, а сега веќе може да се пофалите со еден голем простор кој што навистина нуди низа можности за креативност и иновативност, би рекла. Ајде малку повеќе околу концептот на Јавна соба. Public room звучи интересно, веројатно и го привлекува вниманието на оние кои што не слушаат или оние кои што досега барем слушнале за вас. Па да, не случајно и е именувана организацијата и самиот простор денеска се вика Јавна соба, пред се поради карактерот на самиот објект, бидејќи тоа кажува само по себе дека е од отворен карактер, дека секој еден поединец, компанија, организација, било каква форма, нели, правна да има, е добре дојден, може да влезе внатре и може да иницира било каква активност, било каква, нормално кога станува збор за нешто што е креативно, нешто што е во рамки на мисијата, на стратегијата на работењето на нашето здружение. Инаку дека звучноста на Јавна соба е голема, докажува и тоа дека луѓето кои што, еве јас конкретно ќе ви кажам, на бензинска пумпа, кога ќе застанам и полнам бензин и редовно барам сметка која што мора да стои, нели, името на компанијата, кога по втор пат се враќам на истата бензинска пумпа, кога ќе го слушнат името, веќе го препознаваат, така да не се заборава. Така, како се роди Јавна соба? Public room беше многу интересен концепт, кога јас прв пат го слушнав и дознав за него. И имам среќа да бидам барем од оние луѓе кои што ве следат, и сум дел на една мејлинг листа каде што редовно добивам известувања, и всушност ме инспирираше тоа што сте едно од оние здруженија на граѓани кои што долги години екзистира, редовно има активности и знае да не потсети што работите и што нудите за граѓаните, што е ретка прилика да се зборува за едно здружение на граѓани, на млади креативни луѓе кои што носат енергија во себе за нови процеси.
Мотивацијата е пред се, тоа е да се направат одредени промени кон кои што тежнееме. Одредено знаење да се пренесе кај генерација на млади креативци кои што понатаму ќе успеат да створат нешто со кое што сите ние би биле горди, не само овдека, него и надвор од земјата. Редовно работиме на нивна наобразба, значи поврзување, дали се работи со институции, дали се работи со деловниот сектор, со партнери поискусни, помалку искусни од соседните земји, па и би рекол и од европските земји, така да таа размена на искуство допринесува многу да се развие одреден сектор. Всушност со основањето би рекол на една од активностите по која што јавна соба е препознатлива најмногу во Македонија и во Европа е фестивалот Скопје Дизајн Week. Тој е фестивал по кој што не препознаваат насекаде и кој што допринесе да јавна соба биде вмрежена и етаблирана во рамки на Европската лига на дизајн организации. Морам да истакнам тука дека од 2014 година носители сме и на еден проект кој што се вика Балканска дизајн мрежа. Основачи сме на Балканската дизајн мрежа, постои како платформа, има за цел да креира, значи да го артикулира тој бренд на балкански дизајн, да го зајакне и да го промовира во светски рамки. Тоа го правиме заеднички со уште две организации, тоа е Хрватското дизајнерско друштво и Миксер организацијата од Белград. И веќе од оваа година приклучени се дизајн организации сличен профил како нашата, се приклучени од Виена па се до Истанбул. Така е. Што е голем успех, мислам, за релативно краток период. Тоа значи дека регионалниот карактер никако го надминувате и имате за цел повеќе да се вмрежите дури и на европско рамниште. Амбицијата е многу поголема од европска, би рекол, со тоа што типуваме на Њујорк и Токио. Одлично, одлично. Кажете ми, кој е концептот на јавна соба? Што се може да се направи во овој ваш простор? Сега сте веќе на една нова локација, голема површина имате и многу можности за креативност. Кој може да дојде кај вас и што нуди Центарот јавна соба? Па би започнал од приземјето на кое што е сместена, прво би рекол, една прототип работилница. Тоа е работилница која што е отворена за секој еден млад дизајнер, архитект, инженер, било кој што е вешт со своите раце, може да добие на користење одредени алати и машини, има добра идеја, може да се консултира со одредени технички лица и да изработи некој базичен прототип кој што понатаму, мислам, како перспектива може да се понуди дали на одредена компанија, дали на одредена институција, дали самостојно би го развил понатаму и слично и би го пласирал во одредена форма на пазарот. Целта е да сите тие производи и услуги кои што се креираат имаат нека пазарна завршница, да не останат на ниво на уметнички дела. Значи тоа е пред се, мислам, целта на таа прототип работилница која што го стимулира дизајн секторот во земјава и надвор. Морам тука да најавам дека од овој месец веќе имаме и гостувања на неколку дизајнери од Србија, Хрватска и Босна, кои што ќе доаѓаат на кратки резиденции по месец дена и ќе работат делумно самостојно, а дел ќе бидат и поврзани со македонски компании, во кои што првиот дел на работењето ќе го остваруваат во јавна соба, а вториот дел на реализацијата ќе биде во компаниите. Че тоа се компании претежно за производство на текстил, облека, меѓутоа имаме и фабрики од мебел индустријата. Одлично. Тоа е едниот дел. Другиот дел е бар, ресторан, кај што секој ден може да дојде да јаде, да вкуси здрава храна. Од неодамна се поврзавме, менеджментот на кујната е предаден на Healthy Place компанијата. Они го управуваат оној гастрономскиот дел од јавна соба и топло препорачувам на секој ден љубител на здрава храна да го посети приземјето, ужива во здравата храна која што е по, би рекол, многу пристапни цени.
Потоа во самиот тој дел, тој е галериско-барски дел во кој што редовно се случуваат изложби, презентации, пресконференции, дружби, среќавања, најразлични социјални активности. Додека на горниот кат веќе е малку по специјализирани, имаме одсеци каде што имате конференцијска сала наменета за семинари, работилници и слично, детска работилница, простор кој што е издвоен за најмладите, каде што може баш креативно да се надградуваат. Секој викенд понудени се работилници за дизајн на чаша, предмет, например, се изработуваат магнети, се изработуваат перничиња, торби, маици, најразлична облека, кој што младите сами самостојно изработуваат, и тоа се деца од 5 до 10 години. Понатаму во истата работилница се одржуваат и пијано часови и сличен тип на активности. Таму исто постои една галерија која што исто резервирана за изложби од ликовна уметност, дизајн, секаков вид, фотографија и слично. Не смеам да заборавам и концептуалната продавница, која што е отворена за дизајнерите, млади брендови пред се, негдека се сега на број околу 25, кои што неодамна имаат зачекорено на пазарот, на домашниот пазар, и имаат некои мали серии на производи во помали серии. Таа е продавница отворена за нив и тука они продаваат во текот на целата недела. Постои уште една просторија за средби, деловни состаноци и слично, во која што нормално се случуваат најразлични активности, презентации, работилници, предавања. И да не заборавам, само да спомнам дека постои едно катче во кое што е сместена библиотека со специјализирана литература за дизајн и архитектура. Нормално се тоа е бесплатно ставено на располагање на секој еден посетител на јавна соба. Така, некако успеавме да запловиме во концептот на јавна соба, да видиме што се нуди за слушателите, оние кои што се љубопитни ќе може и да ве посетат. Овде е време да направиме една куса пауза, потоа и да позборуваме малку повеќе за продуктите кои што се всушност финалниот дел од она што јавна соба го нуди. Умствена гимнастика. Вие слушате умствена гимнастика на брановите на Радио Слободна Македонија. Заедно со нас е Александар Велиновски, директор на Јавна соба. Еден интересен посебен концепт, односно Центар за дизајн и иновации, кој што функционира во главниот град. Спомнавме дека нуди широки можности за сите оние кои што ги интересира дизајн, иновација, креативност. Имате катче за најмладите, дел кој што е посветен токму на оние кои што се љубители на добрата книга, односно библиотека со наслови од дизајнот, иновациите, креативноста, архитектурата. Меѓутоа ме интересира каква е посетеноста за сега, која е локацијата и кои се активностите кои што ги нудите во моментот, затоа што знам дека имате редовно интересна програма на гостувања, јавни случувања, да ги поканиме слушателите кои што не следат. Програмата која што ние ја иницираме е базирана на детските работилници, менторирање на дизајнерите и поврзување со деловниот сектор, неколку изложби кои што се случуваат во текот на еден квартал, 3 месечие. Потоа се музичките настани кои што се резервирани за четврток, петок, сабота. Тоа е таа некоја генерална програма која што ние во моментов ја креираме. Остатокот од неделата просторот е, би рекол, целосно отворен за сите оние посетители и организации, индивидуалци кои што се креативни и немаат можност или немале досега не нашле соодветно катче каде што би можеле баш таа своја креативност да ја изразат. Јавна соба, кажувам, прагот е
комплетно низок, значи не постои. Секој е добре дојден да дојде да предложи одреден проект од било каков карактер кој што би сакал да го реализира во тој простор. Се случуваат најразлични од пресконференции, предавања, понатаму работилници, семинари, изложби, саеми, еве сега во следниот викенд отстапен е простор за дизајнерите и занаетчиите, организиран е базар за оние кои што ги сакаш под насловот базар на љубовта. Негде околу 35 излагачи ќе се представат, продажно ќе се представат во рамките на јавна соба. Со тоа во сабота и недела 2 дена отстапен е просторот да они можат да дојдат директно во контакт со купувачите и да ги представат своите најнови креации. Одлично. А дали тоа значи дека оној кој што ќе дојде во јавна соба треба да плати влез за да влезе или влезот е отворен и слободен? Напротив, затоа е јавна соба, влез не постои во јавна соба. Секој е добре дојден и не постои влез, не се наплатува влез. Слободен изложбен простор каде што може да следат. Редовна е програмата, во моментов тековна, мислам се две изложби на Ана Андровска во приземјето и Александар Бимбиловски во горниот кат, следи базарот како што напоменав сабота и недела и богата музичка програма. Тоа е само дел што е за оваа недела. За следната недела веќе имаме некои поголеми изненадувања. Каде сте лоцирани? Веројатно она што ги интересира нашите слушатели кои што еве размислуваат, можеби се во дилема дали да пристапат кон некоја креативна активност во текот на викендов, можеби ќе сакаат да дојдат да ве посетат, ќе им помогнеме ли со локацијата, иако ќе може да ја најдат и вашата веб страница? Нормално, да. 50-та дивизија број 22, тоа е она уличка која што е паралелна со улицата Јордан Мјалков, многу близко до клиника, медицинскиот центар. Не го знам сега точно името, ако така, клинички центар. Во непосредна близина сте таму. На оној дел во самиот центар на градот кој што би рекол малку и подзаборавен, дека е центар и дека може да има случувања. Така, но веројатно е простор кој што ќе го заживеете и ќе го направите поатрактивен за сите оние кои што ќе ве посетат и ќе сакаат заеднички. Веќе има поместувања, така да мислам дека меѓутоа рано е да зборуваме за некои поконкретни за некој поконкретен импакт од причина што постоиме само 3 месеци и резултатите би сакал да ги мериме после година, 2, 3 и така натаму. Така, ќе ни треба малку подолго време за да може да направиме евалуација на она што е реализирано. Спомнавте дека преку креативноста, иновациите на оние кои што ве посетуваат имате за цел да создадете финални продукти кои што ќе се најдат на пазарот. Какви се резултатите досега? Краток е периодот овие 3 месеци, меѓутоа постои ли тенденција на оние кои што доаѓаат да не бидат само креативни, туку да бидат и пазарно ориентирани во смисла да имаат можност да ги пласираат своите продукти? Тоа е целта. Значи, сите оние изложби кои што доаѓаат во јавна соба се трудиме да бидат пазарно ориентирани. Сега морам да со одреден случај кога се нудат изложби, да кажем ликовни изложби организирани од одредени институции, амбасади и слично, кои што не можат да ги понудат со ценовно да ги изложат одредени дела. Меѓутоа, кога станува збор за наши креативци, секој условот за изложувањето во јавна соба, секако е без разлика дали станува збор за предмет, дали станува збор за фотографија, ликовно дело и слично, секој пат тежнееме кон тоа да тоа биде пазарно понудено. Еве и конкретно пак ќе се навратам на базарите кои што ги организираме. Тоа е една форма на пазарно изложување. Најконкретна форма, каде што оние производители, би рекол, доаѓаат во директен контакт со купувачите или потенцијални купувачи, добиваат критика. Значи, таа критика им значи многу да го подобрат своето работење. Особено за младите автори, Нормално. На некој начин ги промовирате и македонските автори на... Па да, тежнеме кон тоа да младите брендови бидат застапени преку јавна соба. Тоа е една одскочна даска за нив. Во прво време на ниво на Скопје, Македонија, меѓутоа следната година
веќе имаме договорени аранжмани и во регионот и малку подалеку. Неколку брендови веќе истапија со својот квалитет, иновативност, цена и за краток период успеа да извезат не е мала работа кога станува збор за извоз во Холандија, во Швајцарија, а брендот постои само 6 месеци. Тоа е голем исчекор затоа што сите тие процедури, административни бариери кои што постојат тука на еден млад бренд, тоа се претежно самостојни брендови каде што 1 до 2 максимум дизајнери работат внатре и они се преоптеретени, дали да се занимаваат со технологијата, дали да се занимаваат со оној пазарен момент, компонента што е многу значена, бидејќи таа продажба им носи одредени средства и они може да го повторат тој циклус на производство и да се подобрат. И сега замислете кога се они дополнително оптеретени со одредени административни работи. Особено што важат правила кои што важат за ЕУ земји или не ЕУ земји, како што е Швајцарија, која што е многу специфична. Сите оние што извезуваат надвор многу добро ќе разберат за што станува збор. Токму така, јас навистина сакам да поздравам вашата дејност во однос на тоа што им помагате на сите оние млади креативни автори, за да може повеќе да бидат фокусирани на процесот на создавање и креативност отколку на процесот на промоција и извезување на состојните продукти. Малку повеќе околу оваа тема ќе позборуваме после кусата пауза. Умствена гимнастика. Се враќаме назад во студиото, вие слушате умствена гимнастика на брановите на Радио Слободна Македонија. Заедно со нас е Александар Велиновски, директор на Центарот за дизајн и иновации Јавна соба, кој што функционира во главниот град. И тема на денешниот разговор е поддршката на сите оние млади креативци, дизајнери, кои што сакаат на некој начин да продолжат со она што го градат. Јавна соба е тука да им помогне, да ги промовира со особен акцент на македонските млади автори. Она што сакам да го продискутираме во овој блок е концептот на јавна соба, кој што рековме е единствен кај нас од ваков вид. Меѓутоа, постојат ли во европски рамки вакви други центри и постои ли можност за вмрежување? Спомнавте соработка со организации налик на вашата кои што се од регионот, меѓутоа веќе тежнеете и кон проширување на границите на вашата работа, но постои ли концептот на јавна соба во било која друга европска земја кога ќе отпатуваме, каде што може да се види на сличен начин како младите дизајнери создаваат своји продукти? Да, постои во секој случај, само меѓутоа е во различна форма. Не е дека е пресликано и дека тоа идентично функционира и во Холандија и во Велика Британија и така натаму. Моделот е секако различен во зависност од тоа дали е форма на здружување, дали е некоја асоциација на дизајнери, дали е основано од самиот град и иницирано, дали е иницирано од одредени национални тела и слично. Во случајот на јавна соба тоа е чисто приватна иницијатива која што е реализирана преку Сдружение на граѓани. А дека постојат простори, физички простори, постојат со, би рекол, сличен концепт, идентичен не, нормално, меѓутоа со сличен концепт постојат. И секој го има најдено својот пат во локалната средина, во локалната средина каде што успешно работат и се добар пример. И тие искуства се многу значени. Ние имаме соработка со неколку такви организации како што е Миксерот Белград, како што е градот исто културниот центар град од Белград и така натаму од регионот, подалеку од Европа се уште неколку центри, меѓутоа сите тие модели се многу различни. Е добро е кога можете да сумирате искуства. Ние редовно комуницираме со овие организации и тие искуства е значено што се споделуваат. Тоа ни допринесува и нам и нив да го напредуваме своето работење. Некои се во некои работи подобри, па или се поуспешни, меѓутоа сплетот на околности бил таков да одредени организации истапат негдека во некои области повеќе, за разлика од другите. Меѓутоа тука не е секој пат до самата организација, него и до условите во кои што работите.
Дали тоа значи дека им помагате и на дизајнерите да се вмрежат со своите Апсолутно, колеги? пакетот го носиме со нас, тоа се наши деца и редовно ги носиме како дојдете на одмор, не може да дојдете без децата на одмор. Заедно, значи Да, е добро тоа е и целта на функционира постоењето таквата на мрежа. центарот, значи да таа платформа е отворена и пред се резервирана, би рекол, за дизајнерите, за иноваторите кои што преку јавна соба би се пласирале надвор, прво во регионот, а понатаму и во светски рамки. Така, спомнавте дека станавте препознатливи по Скопје Дизајн Вик, односно Скопската дизајнерска недела. Што нуди ваквата Скопска дизајнерска недела и знам дека секогаш се случува некаде кон крајот на годината, ноември месец. Меѓутоа, кој е фидбекот од Скопје Дизајн Вик и подготвувате ли година за година секогаш? Ставате ли акцент токму на Скопската дизајнерска недела? Па да. Па видете, еве конкретно за неделата на дизајнот во Скопје има и веќе мерливи резултати. Пред да го основаме фестивалот во Македонија не постоеше дизајн сцена. Не постоеше никаква дизајн сцена, никако не беше ни артикулирана, нити пат подпомогната во било кои рамки. Немаше никаква звучност ни во јавноста, ни во медиумите, Не постоеше дизајнот, не се ни говореше претходно. Значи зборот дизајн беше на ниво на некоја естетика, боја и слично. Меѓутоа не се зборуваше за дизајнот како функција. Значи за да станат луѓето свесни што значи прво дизајн е пред се функција. И така натаму, сега да не навлегуваме во поимот дизајн. Меѓутоа со започнувањето на фестивалот Скопје Дизајн Вик се роди една генерација на дизајнери. Значи таа веќе е видлива, таа веќе пазарно оперира што во земјата, што надвор. Значи препознатливи се брендови, јавна соба направи во последните 5 години настапува на регионалните фестивали со македонска дизајн изложба. Значи редовно ние претходно не сме имале, Македонија немала никој пат дизајн презентација ни во земјата, ни во светот. А сега во последните 5 години ние прво зајакнуваме на домашна сцена, каде што успешно соработуваме со одредени земји. Секако година на Скопје Дизајн Вик постои земја во фокус. Почнувајќи од Холандија, една дизајн велесила со која што го отворивме фестивалот, понатаму Финска, па Швајцарија, па Франција, и оваа година ќе имаме Австрија како земја во фокус која што е најавена. Тоа се искуства кои што се донесени во Македонија, кои што се искуства споделени со дизајн сцената. На тој начин ние сме формирале, буквално сме формирале таа дизајн сцена и стоиме позади неа. Кога зборувам за дизајн сцената, зборувам за продукт дизајнот, не зборувам за поширокиот графички или моден дизајн, само да бидеме јасни. Така. Оно што ме интересира е градењето на брендови. Колку е тешко да се изгради бренд, посебно во делот на она што велите вие продукт дизајн? Работите со млади македонски автори. Веројатно една од најтешките задачи е да изградите бренд по кој што ќе бидете препознатливи, особено како млад дизајнер. Каков е овој процес за оние кои што имаат амбиција? Па, во зависност од тоа колку е производот добро осмислен, колку е иновативен и колку е возможно тоа од одредени локални ресурси да се изработи, да се искористи локална некоја постоечка инфраструктура. Тука е придобивката. Доколку дизајнерот има идеја за производ кој што би се изработувал од одредени суровини кои што не постојат тука, а се исклучиво ги има во Шведска и во Јапонија, и таа технологија е тотално недостапна, тогаш тоа не го сметам за некоја иновативност. Значи секој пат се трудиме да ги насочуваме, да ги насочиме дизајнерите кон локалните ресурси, користењето на локалните ресурси. Само тогаш ќе имаат успех. На тој принцип постои IKEA, кој што е денеска еден гигант, зборувам во светот на мебел индустријата. Значи они започнале локално со користење на локалните ресурси и локалната технологија. Истото на исти принцип се дигнати и одредени индустрии како што е дрвото во Босна. Еве најконкретен пример кој што извади во последните 5 години излегоа 4 до 5 светски компании за производство на мебел. Зборувам за масивно дрво. Тоа е исто да секој пат
го дискутираме дека недоволно се искористени нашите ресурси локални. За да може да бидеме препознатливи по сопствениот продукт. Нормално, по сопствениот продукт и да може да брендираме одредена индустрија. Сега, ако имате одредена индустрија која што е брендирана, најблизок пример пак ќе ја спомнам дрвото во Босна, кој што успешно се брендира и многу успешно се продава надвор во светот. Не дека ние немаме дрво, дека само Босна има. Имаме ние во изобилие, меѓутоа не е искористено на тој начин кој што они го користат. Тогаш ви имате една препознатлива индустрија и тука самите брендови понатаму со соработка, значи една хоризонтална соработка ќе растат и ќе се развиваат. И тогаш патот е многу полесен за тие брендови, без разлика дали се млади или постари, таа соработка ќе функционира. Дека е лесно, не е лесно, мал пазар сме, а пред се тие брендови кога ќе истапат би требало да зајакнат на домашниот пазар за да имаат сила, да соберат сила да излезат надвор. Кога ќе излезат надвор веќе може да го заборават домашниот пазар, меѓутоа нашите брендови се некако предодредени да веднаш размислуваат на извоз, бидејќи во услови на мал и слаб пазар тешко е да вие изградите одредена позиција. Не е невозможно. Многу македонски млади брендови со постоење од година, 2 или 3 успешно екзистираат на овој пазар, така да не е невозможно, имаме успешни примери и сметам дека просторот е се уште голем, а и мислам дека свеста кај купувачите оди во насока на се повеќе да се вреднуваат домашните производи версус оние увозните странски брендови. Јас секој пат велам подобро е да купите еден, не знам, маичка или било како парче на облека од домашен бренд, со тоа подпомагате да одредена индустрија зајакнува, одредени македонски брендови стануваат се попрепознатливи и давате перспектива на истите. Увозните не сакам да не бидам разберан погрешно дека имам нешто против, тие се избориле исто како и ние што сега се трудиме да ги насочиме нашите брендови да се изборат и да станат H&M, Zara и слично. Меѓутоа секој пат треба да добиеме поддршката од домашниот пазар. Пак ќе повторам, не случајно ги организираме и тие изложби, саеми, базари и се радуваме секој пат кога нашите дизајнери, изложувачи кои што вложиле многу труд, енергија во своите производи и успешно ги продаваат на пазар. Затоа, да. Овде ќе направиме една кратка пауза и се враќаме назад со последниот блок од разговорот за денес. Останете заедно со нас. Умствена гимнастика. Вие слушате умствена гимнастика на вреновите на Радио Слободна Македонија. Заедно со нас е Александар Велиновски, директор на Центарот Јавна соба. Центарот е наменет за дизајн и иновации. Зборувавме малку повеќе за брендовите кои што настојувате да ги креирате, особено од страна на младите македонски автори. И овде некако се наметнува една дилема кај мене, секогаш велам дека постои тенденција да пристапиме кон користење на оние брендови кои што веќе имаат препознатливост на европската сцена, она што вие рековте, дали тоа ќе биде H&M или Zara или било кој продукт кој што носи заштитна етикета на масовно производство. Веројатно истите маечки или истата облека би ја нашле пример во било која друга земја, со што станувате дел од еден, повеќе би рекла, колективен идентитет и непрепознатливост. Од друга страна ги имаме младите македонски автори кои што создаваат посебност во смисла на рачни изработки, креативност на одредени продукти како што е накит или посебна облека која што ја создаваат, и фактички финансирајќи ги овие продукти придонесуваме за дополнителен развој на нивната креативност и создавање на нови производи. Имате ли впечаток дека македонскиот купувач постепено го менува својот начин на кој што ги троши средствата и инвестира во македонски брендови кои што значат некоја специфика, посебност во делот на рачните изработки кои што се секогаш посебни, уникатни, неповторливи? Се менува свеста. Мене ми е многу жал што онаа кампања "Купувајте македонски производи" изгасна. Таа беше одлична кампања.
не знам сега пред колку години точно, меѓутоа сигурно дека слушателите знаат и се сеќаваат на за што зборувам. Меѓутоа во одреден период наназад неколку години гледам дека се повеќе се омасува оној масовен конзумеризам. Меѓутоа тој конзумеризам е непотребен. Значи се вештачки се стимулира да се конзумираат одредени производи кои што не знам дали ни требаат воопшто. Не сме се ни преиспитале дали имаме вистинска потреба за таков тип на производи. Сега кај одредена група на луѓе гледам дека свеста е многу подигната. Пардон. Е многу подигната и вистинската ја препознаваат вистинската вредност за македонските производи. Меѓутоа, кога станува збор за македонски производи кои што се во помали серии и нормално дека и чинат нешто повеќе, бидејќи друга кога вие имате производство на 100.000 парчиња на еден тип, на еден артикал, а друга кога имате тоа во 10, можеби 20 парчиња реализирано. Меѓутоа, одредена група на луѓе ја препознава вредноста на тој тип на производи, ја цени изработката, го цени концептот, материјалите и е спремен да плати за тоа. Јавна соба поставува одредени услови, тоа е еден вид на менторирање кој што ние го даваме бесплатно на младите дизајн брендови, а тоа е формулирањето на цена. Значи, за да они бидат успешни, цената не сме да биде превисока. Значи, не сме да отстапува премногу од доколку се работи за маса која што би ја купиле вие во Икеа, иста или слична маса по габарит, форма, треба да чини и оваа дизајнерскава. Не значи дека ако е дизајн од млад македонски бренд, дека треба да чини 6 пати повеќе. Затоа што Икеа веќе има разработен систем, тоа е бренд и така натаму. Меѓутоа, кога ќе земете вие во обзир дека таа маса на Икеа е изработена во Индонезија, кој пат се треба да го помине до тука, колку чини таа продавница на Икеа, во колку луѓе се вработени во самиот продажен простор на Икеа, сепак Икеа има и некоја заработка на крај на денот. Затоа кажувам дека цената е оној фактор кој што многу влијае на тоа омасовување, нели, и зголемена продажба на одредени артикли. Цените во дизајн продавницата се формулираат заеднички со дизајнерите, со младите македонски брендови и секој пат настојуваме да ги пратиме тие трендови, да се направи една пазарна анализа врз основа на која што таа цена ќе биде прифатлива за поголемиот дел од популацијата на Скопје, Македонија и така натаму. Да не биде тоа еден елитен производ, меѓутоа да биде еден пристапен производ или да парира на тие некои производи кои што се веќе во поголеми серии произведени. Тоа е тоа, пак ќе го спомнам, менторирање од наша страна и нормално оние акции кои што сите брендови или поголеми компании ги нудат намалувања од 20, 30 и 50%, тоа го правиме. Тој тренд го имавме во месец јануари и многу успешно беше реализиран саемот за дизајн производи на кој што дизајнерите продадоа релативно добар дел од своите производи во јавна соба. На тој начин ги стимулираме да они го пратат пазарот, ги следат трендовите, доколку H&M ја намалува цената, мора да можете и вие да намалите цената за да бидете конкурентни. Инаку купувачите без разлика ќе се ориентираат кон поповолната понуда која што има во тој момент. Секако, морат самостојно да ги осознаат и механизмите на кои што функционира пазарната економија преку пласирање на своите продукти на овој начин. Оно што ме интересира е колку е потребна дополнителна помош од државата во стимулирањето на оваа креативна индустрија кај нас. Дали успевате самостојно да се снајдете во однос на обезбедување доволно средства, ресурси и можности, или секогаш е неопходно да се појави државата тука? Функционирате долги години како
здружение на граѓани. Колку државата ги цени креативниот потенцијал на македонските млади автори? Па креативните индустрии се во фокус на Министерството за култура. Тоа е секако, затоа и постои фонд за поддршка и редовно поддржуваат некои 50 на проекти. Пред неколку недели имаше и пресконференција на која што беа објавени овие бројки. Не ги владеам сега во моментот, меѓутоа тоа е истакната листа на поддржани проекти. Постои веќе 3 или 4 години и драго ми е што сме една од земјите во регионов што го има тој издвоен фонд за поддршка на креативните индустрии. И во поголем дел е тој насочен кон дизајн секторот, поддршка на дизајн секторот, бидејќи останатите креативни дисциплини се на некој начин поддржани кроз други дејности во државата и во градот истично. Дека има потреба од интервенција од државата, има дефинитивно потреба, затоа што е во зачеток. За да се створи одредена вистинска платформа која што ќе успее прво да артикулира таа сцена, да понуди вистинско образование, меѓутоа образование не теоретско, него научно практично, кое што им служи на дизајнерите. Значи менеджмент образование, маркетинг образование, за да тие може да зачекорат на пазарот, да тие се осамостојат. И таа интервенција која што им се нуди преку најразлични форми на поддршка е, би рекол, неопходна и е добро што постои. Затоа и ние успеавме во некој релативно краток период од 5 до 6 години да изградиме одредена сцена, бидејќи постојат услови за подпомагање на таков тип на производство. Инаку ние како иницијатива која што како јавна соба, да, постои од 2007 година, меѓутоа како организација со релативно мал број на вработени досега, успеавме да реализираме 3 до 4 проекти на годишно ниво. Сега со добивање, со користење на просторот, веќе можностите се зголемуваат, меѓутоа и ние сме на сам почеток. Начинот на работење наш е комплетно променет. Значи ние стануваме на институција која што има задача, не е тоа доделена задача, меѓутоа ние сме си ја предоделиле сами таа задача да тој сектор го помогнеме и го оставиме на здрави нозе. И јас ќе ви посакам само многу успех во она што го работите. Се надевам дека ќе продолжи понатаму јавна соба да биде лука на креативните индустрии во нашата земја и се надевам дека ќе прераснете и во еден регионален центар кој што ќе ги вмрежува младите креативци. Многу тоа успех во она што го работите. Тоа е тенденцијата на јавна работите. соба, да. Оние кои што се заинтересирани може да ве следат и на вашата веб страница каде што ќе добијат соодветни информации, може и да ве посетат на лице место, со тоа што и веќе отвориме можност преку нашата умствена гимнастика сите млади креативци да размислат, да ве посетат и да се вклучат преку стимулирање на младите креативци и дизајнери на базарот кој што го нудите викендов и можеби да добијат дел од оние продукти кои што младите дизајнери ги изработуваат. Па се надевам дека базарот ќе инспирира, самата атмосфера во јавна соба ќе биде инспиративна за поголем број на посетители и ќе се окуражат и оние кои што досега имале одредена идеја да започнат со одредено творештво. Благодарам уште еднаш за денешното гостување. Овде ќе се поздравам и од нашите слушатели и ќе ви ја закажам следната средба за 7 дена на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија. Јас сум Христина Рунчева-Тасе, вашиот уредник и водител на емисијата. Слушавте умствена гимнастика на Радио Слободна Македонија 12 февруари 2016 година. До слушање. Умствена гимнастика со Христина Рунчева-Тасев. Отворање на прашања од областа на применетата филозофија, анализа на тематски подрачја кои го следат духот на новото време и слободната критичка мисла. Човековата личност е во фокусот на вниманието и нејзиното соочување со современите предизвици на денешницата.